Што не работната сила, капацитетот и продуктивноста и не се развиваат политики за зачувување и развој на работниците, истакна денеска од Штип Миле Бошков од Бизнис конфедерацијата на Македонија. Вели дека мора да се работи на перспективи за подобрување на условите на работата за работниците, со цел да се задржат во државата, да може да работат и придонесуваат во развојот на истата. Мораме да кажеме дека сме свесни како бизнис заедница, тоне работната сила, односно тоне капацитетот и продуктивноста, исклучиво затоа што не се развиват политики за зачувување на работниците, за нивно усовршување, а од друга страна и за нивна безбедност на работните места, а да не го збориме и за екзистенцијата. Она што ќе го работиме и што ќе разговараме во вториот панел се предизвиците, што не очекува, кои ни се перспективите. Покрај работниците, новите производи, реконструирање на текстилното производство, мора да се најде начин како да се грижиме и за животната средина и регионот, посочи Бошков, но неопходен е, вели, законот за работни односи кој стои во фиока. Можеби ќе треба да останеме на некоја си варијанта на решенија од претходниот закон и решенија од преговорите, доколку немаме време навистина да го преработиме целиот закон за работни односи, крши многу работнички права, особено во последно време од минатата година, така наречениот закон Бехтел-Енка, ама ќе гледаме да им се вратат работничките права и слободи на работниците според меѓународните конвенции. Бошко вели дека поголем дел од компаниите кои ќе бидат поддржани во иднина од Фондот за иновации треба да бидат од текстилната индустрија. Дека поддршка има и ќе има, потврди директорот на фондот Никола Додов. Како фонд поддржуваме компании кои помагаат во развој на бизнисите, во развој на индустриите. Секако морам да напоменам дека ова е една од најголемите индустрии, односно втора индустрија во Македонија, по металургијата, каде што произведува, дава можност на сите да го шири пазарот и да го извезува надвор. Меѓу другото, фондот е голем поддржувач на иновации, на иновативни продукти, на зголемување на капацитетите, на зголемување на компаниите, како да го зголемат своето производство, како да зголемат својата конкурентност, со цел да се пробијат на пазарот надвор од нашата држава. Фондот за иновации има поддржано преку 1100 проекти, а над 50 компании се формирани од млади ентузијасти.